И по сите неубави теми и случувања кои што за жал не обкружуваат и се дел од нашето секојдневие, сега конечно ќе зборуваме за нешто убаво, тоа е новиот концерт кој што треба да се одржи на 14 февруари. По тој повод, овде гостин ова утро рано во студиото ни е Джина Папас Џокси. Џокси, добро утро! Добро утро, Искра. Морам да ти кажам дека бев тотално збунета и конфузна кога разбрав дека во февруари ќе дојдеш во студио. Си реков да не дошол Великден. Не, како што гледаш, не. Знаеш дека прва асоциација Џокси и Великден. И обратно, Да, Великден и точно. Џокси. Едно без друго не може. Да. Добро е сега да кажеме, сега јас се представувам, нели? Како нешто што не е врзано со Великден, имаме сега два празника Споени во едно. Споени во едно. Ја како што викам, ние успеавме Валентина и Трифон да ги донесеме на една вечер. Но Џокси не се толку спротивставени, нели? Порано имаше дискусија зошто сега овој празник, овој не е наш, да си го славиме. Има Но уште. кога ќе размислиш малку, виното и љубовта одат заедно. Па одат заедно, меѓутоа, еве, јас на социјалните мрежи каде што имам објавено, имаше коментари од оздола, ние не славиме Свети Валентај, ние славиме Свети Трифон. Меѓутоа, малку тоа да го разбиеме. Пред се ние сме христијани, ако земеме вака. Точно, во, да. во предвид. И не сме непријатели на крајот на Па не, кризата. она да земе сега нож Да. под грло да му ставиш, чујте, ти мораш да бидеш вака, ти мораш да бидеш онака. Згора на тоа, ние сме во една држава каде што не има од сите. Значи, пред се треба да ги почитуваме и едните и другите. И трето, љубовта е нешто што треба се празнува секој ден, некако 8 март да биде еднаш годишно жената да и се обрнува внимание, така и љубовта треба да е составен дел од нашиот живот. Оно што сакам друго те прашам, нема да ме ескивираш тоа туку. Така, дали сега планираш да го присвоиш и овој празник после Великден? Не, ова сосема дојде инцидентно. Всушност не поведе што претходниот концерт испадна добар и викам, зашто викам не би било лошо тоа да се повтори. Иако многумина од дечките кои се во проектот размислуваа дали може ова во некој друг град во Македонија да се направи. Меѓутоа кога ги прочесламе сите можни места каде што би можеле ние 5 души на сцена да застанеме, видовме дека такво нешто во Македонија нема услови. Сега, што испадна овој простор во Public Room како адекватен за нас, мислам ние сега ја користиме таа можност. Значи, ова испадна како еден повод да повторно го направиме концертот. Прв пат беше, значи, во декември, така? Да. Во овој состав, Да. кога веќе го спомнуваме составот, да рече 5 члена, сепак да ги кажеме еве низ, Да. иако не знам дали заслужуваат со оглед на тоа што тие веројатно сега спијат, само ти Сирано Бутникот што дошол во емисија. Но ајде ќе бидеме добри. Не спијат, некои не спијат, спијат. некои спијат, да. Некои уште не легнале, може Уште би. може би не легнале некои. Значи, пред се тоа е Јаков Дренковски, значи познатиот наш кантавтор. Алјоша Симјановски, кој е исто еден врвен акустичар, пензиониран режисер од МТВ. Александар Стефановски Јаблан, инаку поранешниот член на нашата заедничка група Макакус, но и екс Триангл, екс Меморија. Жаклина Стефковска, првата, ајде да кажам, жена кантавтор, акустичарка од Македонија. Покрај тој актерка, да не забораваме. Да, иначе, како се вели, она е најдобрата глумица меѓу акустичарите и најдобар акустичар меѓу глумците. Така, и нормално јасно. Да, лесно ти е што не мораш многу да ги најавуваш овие ликови, затоа што сите се добро познати и на пошироката публика, не само во тесниот музички круг. Добро, ние се знаеме веќе 40 години. Тоа, значи глупо е прашање да те прашам како се споивте кога станува збор за долга годишна соработка веќе. Да. Сега, во овој временски период, ние од време на време сме се гледале, нормално сме си размислувале мислења во однос на одредени теми, што е врзано за театарот, што за музиката. Меѓутоа, бе изненадени кога ги викнав
А меѓутоа сите одеднаш кажа да. Без размислување. Без размислување и ете не на таа сцена. Сега бидејќи станува збор за 5 различити стилови на презентирање на музика, така да секој од нас има по 20-25 минути представување со своите авторски песни. Сега згора на тоа имаме едно 2-3 песни кои заедно ги имаме подготвено. Што значи, можете да ги чуете и оние препознатливи ноти во претходниве години што сте ги слушале само во некоја друга изведба. Односно, тоа се можете да ги чуете песните онака како што сме ги создавале прво, а тек подоцна обработени во аранжман. Концертот има нормално и свој наслов "Љубов и вино за преградка" и се претпоставувам дека тука се внимателно одбрани номерите да се вклопат, така? Точно. Што ќе имаат можност да слушнат? Значи, покрај тоа што прво да кажам, љубовта е неисцрпна тема, значи составен дел е од 99,9. Да. Така, што значи дека и нашите песни ние не прилагодувавме нешто, меѓутоа го сменивме репертоарот од декември. Во декември месец пеевме нешто, ајде да видиме како тоа би изгледало. А сега бидејќи ги имаме нашите песни за љубовта и за виното, значи сега тие ги имаме доработено, како би ги свиреле сега во вторникот. И имаме едно мало блокче со Жаклина подготвено. Ќе свртиме едно кругче по XU. Ги слушав коментарите на вашите слушатели. Ќе ги свртиме, али тоа нема да биде, тоа е еден блок од 10-15 минути, така што од секоја република ќе имаме по една песна. И така малку да се подсетиме затоа што неизбежно да се пее за вино и гитара. И тоа е едно мало блокче со нашите песни и тоа негде ќе трае така бајаки, едно 2-2,5 сата. Се очекуваат многу емоции на концертот? Да. Да, затоа што и амбиентот има да го прилагодиме на тој настан. Покрај виното ќе се служат и други нешто што јодат уз виното. Ќе биде амбиентот, се да не отварам многу, да не откривам. И јас очекувам на таков еден концерт, на таков еден настан, некој запасување да има јавно, можеби, Може, зошто да не? Да им дадеме идеја на оние кои што ќе присуствуваат. Најавен е роден ден. Најавен е роден ден. Од таму започнуваме, па ќе видиме понатаму. После кој како ќе. Да, ја на сите им советувам да дојдат во пар, меѓутоа ако дојдат распар, ништо не е гредано. Да. Што значи веќе имате 3 моменти, и Свети Трифон, и Свети Валентин, и веќе роден ден славите. Уште нешто плюс би било уште поубаво, така? Капка. Мислам дека не споменав. Добро, датумот е јасен. Точно, значи рековме јавна соба, еве да говориме македонски, да не кажеме public room. Почеток во 20 часот. И сето тоа секако потпомогнато и од Златен Зап, колку што знам да ги споменеме сепак и во. Да, Златен Зап има навидум споредна, меѓутоа една од главните улоги, бидејќи јас со нив подготвувам концерт. Каде што би заокружил, знаеш, на 45-50 години музичко творештво. Меѓутоа сега не би сакал нешто многу да зборам за тоа, затоа што се уште сме во подготовка. Главно ние сега да не чуе, да не видат на тој светол празник, Валентайн и Свети Трифон. Да. Тебе секаде те пишува по порталите дека си иницијатор. Тоа ти е новата титула, господин иницијаторе, така да те оставувам. Најверојатно, иако да кажеме, не би сакал баш тоа така да се презентира. Да, тоа е точно. Значи, од кога го видов и кога го запознав просторот во тоа поткрови едно во јавна соба, public room, ми се стокми адекватен за токму за нас акустичарите. И кога им предложив на дечкиве, значи да, и пред малку кажав, нели сите едногласно се сложија и етене на таа сцена. Добро, јас од организатори само сакав ова те запрашам за крај, не знаев како да го сватам тоа, дека ми рекоа дека
планираш 5 минути само да гостуваш и си реков зошто, што се случило со Джокси, не му се прави веќе муабет. Не, зборот беше да не ме терете да земам гитара толку рано, не сум мислам има да крчам нели во гласот. Тоа беше целата финта, не е она. И ако сакаш може ја да продолжам со утринскава. Не, но за крај еве да си заокружам со она со кое што започнав, нели те прва асоциација рековме дека ти е за Великден. Сега еве го присвојуваш и овој празник, поточно 2 празника веќе. И јас како психолог изанализирав која е твојата обсесија со празниците. И затоа влегов да видам кога си роден. А тоа ли? Тоа е, не зборувам за која година, туку за на кој празник. Датумот го виден, да, нели? не знам ли гледачите знаат дека Джокси е роден на 11 октомври. Така. Што значи веројатно оттаму таа твоја поврзаност со сите празници. Па не, баш, меѓутоа ете, значи имам таа чест да сум роден на еден таков голем празник и нормално ме слави и Куманово, ме слави и Прилеп, а воедно и цела Македонија. Не знаеш кој прв од нив, Не знаеш така? кој прв од нив. Меѓутоа, ја не знам колку имаме време. Слободно, да. Не знам 90-тите години добив покана да пеам на Интерфест Битол. И таму ми понудија една песна, значи после Великденот се случува сето ова, ми понудија една песна празнична. Ете, видиш, карма. И гледај се, што се дешава. Мислам, јас ја утнав песната, затоа што имаше текст подолго од тешкото од Боже Конески. Тоа треба да се учи, да се студира. Тоа треба да се учи. Меѓутоа, дечките направиле, значи ги спомнале сите верски и сите државни празници во песната. Значи од Нова година до Нова година. И малку ми беше навистина тешко да да го запомнам текстот, така што половина од песната е јас на. Тоа е тоа празнично, но не? еве ти следна мисија, може да си го снимиш. Следно кој иде? Цветници. Да, па не знам, ти си Следниот празник е Да. Во секој случај добра идеја да ги опфатиш сите празници. Джокси, многу ти благодарам. Ете, значи не беа 5 минути, 15 минути. Беа вака, така мина. Со оглед на тоа што рече рано наутро не сакаш да крчиш. Ќе пуштиме секако твоја песна за самиот крај. Уште еднашка само кусо подсетување, 14 февруари, вторник му доаѓа, така? Од 20 часот, Паблик Рум. Добро дојдени се сите. Сите. Распар, рековме. Распар само нека биде таму. Сега завршувам. Ти благодарам уште еднаш. Може да си продолжиш да се спиеш, ако ти е тоа планот. Ќе слушаме Љубовта е, така? Да, Љубовта е. Тоа е песна која ја направивме со Неделковски, со Огнен Неделковски. И ја пеев на Макфест, а спотот што ќе го гледаме сега е снимен во Загреб. Одлично.